враќаме на иста адреса. Во овој полноќен термин се надевам дека го задржуваме вашето внимание со тоа што споделуваме што нашите надпреварувачи ќе пеат на гала вечер. Знам дека имаме многу помал број на надпреварувачи, но истите, верувајте дека го заслужуваат вашето внимание секоја минута. И застанавме кај Валери, кај оценките за Валери, а ќе започнам јас од мојата десетка. Знам дека сум пристрасна и вечерва дадол за сите петорица десетки, но мислам дека се заслужени. А Валерија доби мојата десетка затоа што одбра песна која што мислам дека и лежи. Малце ми изненади дека не го знаеш текстот, но се надевам до недела оваа десетка ќе го оправда текстот. Да, добро. Дали лично ти се допаѓа песната? Да. Да? Ја сакаш, ја слушаш Дани, како некој... Да, ја обожавам Дани. Предпоставувам. Дует да не сакаш с неја? Сакам. Сакам да родам да ми донесат. Сите се врте на косове. Живите нека биде составена од Дани. Од Next Time? Не, нека не биде вашата желба да жирито може да е променливо, но кога ќе излезете од оваа вила, дајте, Валер има можност со Дани Димитровска да направи дует, Марија со Дарко, Димитар од Стефан Битола, со Ѓорѓе Крстецки, Стефан со Ѓорѓе Крстецки, Марија со Јоко Филип. Се шалам, не сум Мадона. А Лила Филиповска искрено, знаеш каков рейтинг ќе ти направи со ако со неја направиш дует, така да Сите паметен нејзини песни избор. имаат висок рейтинг, и тоа сум убеден. На паметен избор. Не, на шала на страна, за мене Лила е одлична дама. Не знам дали би сакала пак да се врати на македонската музичка сцена, но како и да е добра идеја. Мија? Јас со кого сакам дует? Да. Како вика Нада. Озборувам од македонски изведувач. Добро прашање ова. Нели? Со Роберт. Роберт? Роберт Билов, дефинитивно. Со никога друг не би направил. Мислам дека може да е тоа стварливо. Се надевам. Поздрав до Роберт, ако не гледа, знам дека ви не достига да ве Ми фали многу. Добро. Алмир? С кого би снимал дует? Да. Има тројца. Има тројца, кои се тие? Да. Го спомна веќе. А реков праш вака со раката на кај мене, ја. Роберт, Молим? Добро. Тамара и Елена. Роберт, Тамара и Елена. Да. Јас бев на концерт на Тамара. Да? Тоа е затоа што Дечки, извини што ќе те прекинам. Добро. Фасцинантно. Ви посакувам да направите таков концерт. Само да не е за 15 години. Никогаш не знаете кога ќе созреете музички за да го направите тоа што го направи таа. Значи, Не се јас сомневам, аплауз да, за и Тамара, да, верувате да. дека салата беше сплотена од песни, затоа што стварно има песни кои што нема кој не ги знае, до глас, до се. Имам концерт, не би сакала да споделам, на македонски изведувач во сала на Борис Трајковски, кој што не звучеше кој што мислев дека ќе звучи. Не знам од кои причини, али Тамара во Борис Трајковски звучеше бомбона. Така да, Сигурно. али да не забегуваме од темата, да Александра оценка за Валери. Десетка, Александра, зашто десетка? Ова е нека договорена десетка или? Јас си давам десетка затоа што конечно си пее тоа што е нејзина. Добра. Нејзина страна. И баш кога ја сакам да не ја обожавам. И тој албум е цело на топ. Те прашав со кого сакаш ти? Не ме праша. Да споделиш? Ама и добро што не ме праша, пошто не знам искрено со кој би снимала. Не си сега што одлучна или немаш Не, некој кој што ти Не е... ми текнува наказ. Не ти... Джо. Да, со Џоко. Чекај, кого заборавате, а Само сакаш? го кажав кај Маковски. Џокот, Даниел Кајмаковски беше на концертот на Тамара. Зано, да. Добре јас би идеја. сакал и со професорката Анета Качуркова да направам исто Со така Анета дует. исто. Одлична идеја. Или Џоко, да. Имаме доста, само треба Ја, да реален, да видам што ја кажав Мадона. Само не се поклопувајте, Јакога би дечки. морал- Идеме во живо и не се слуша добро. Башка колку Плюс сакаш Галамо да се ни едно спие. време не. Галамо ни Дури едно ја време. превоѓува, него сакам да кажам на реално кога би бирал некого од македонската естрада, пошто сега знаутав Мадона едно чуто глупости. Може би тоа би била
Роберт у секој случај може со него. Јас имам и можда- песни кои што стварно ги сакам од Роберт. Особено со Да, да, Анита да, и ја. Качуркова на Се убава во април. Не, нам е тоа најо милена песна, најо милен рефрен. Значи јас кога ја видов Качуркова прво кога не дојде да биде дел од иста адреса, прво што ми падна на памет беше песната Се убава во април. Да. Дали може да запееме? Да, и Владко Лозановски, да го кажам со него. Ајде. Се А да препееме Се убава во декември? Има сјај, еден бакнеш во декември, за нас нема крај, за нас нема крај. Нема крај. Ама стварно се убава во април. Стварно се Па, убава. Мене ми е омилена на пролетни. И мене, и Мене во мене. јуни, јули ми е најубаво. јас сум родена во јули и дефинитивно јули ми е омилен. Што си? Рак? Алмир ја даде својата Не, десетка да зирна ми. Не, он ќе ми даде осмица. Или Јас ти давам седмица. седмица. Алмир Да. се вознемири. Ме разочара Валери. Потресен. Се потресав. Не. Што би рекол Марио. Ме разочара Валери затоа што знам како вокал е Валери. Имав многу пати прилика да вежбам и да ја слушам. И оваа песна е дим за неа, можам да кажам. Слободно можеш целосно да се изразиш во овој Не сакам термин. да Јас ќе го кажам Види, вака да се разбереме дека ја не текстот не го знам, а и песната Чекај, ја не се немам правдај. прејено. Морам да се исправдам. Не се правдај. Момент. Не се правдај, Валери. Значи, Не се за Не поради тоа што она не може да ја испее, знам дека може многу убаво да ја испее песната и знам дека ќе и лежи, затоа што е баш таква песна како што она би можела да испее нешто перфектно, меѓутоа многу беше тивка во ниските делови, а после многу јако ја испе. А верувам дека тоа е поради тоа што не ја знаеш, а седмицава ти е од мене затоа што мислам ако недела ја испееш добро, не една десетка, сите можни десетки ќе ти ги дам. Алмир ми се допаѓа твојата критичност кон Валери. Сама си даде десетка, Валери. Марија, деветка, зашто? Да се поправи на рефренот, секој рефрен го испеа со фалш, високиот Да, дел. да. Мора да го поправи да си го научи текст. Деветка од Стефан. Многу Прв пат ти давам седмица баш на Валери. кажав тоа дека многу викање доаѓа на некои делови од рефренот и мора да поработи на тоа да биде по меко, да звучи толку високо и чисто. Супер, Марио. Да не се бавтам со терминологија кажува. како претходните мои цимери колеги. Сакам да кажам дека добро. Претходно само Сакам да тоа кажам сум дека 100 пати до сега сум кажал што мислам за вокалот и капацитетот на Валери во однос на пеењето, дека ми е омилениот женски вокал во куќата, но во овој случај како рече Александра дека Дани и оваа песна е нешто што е природно кај Валери, сметам дека не е Лед Зепелин, тоа што ќе го пее во недела е вистинското Валери, според мене. Ова е песна каде што првенствено го нема оној скрим кој Валери често го користи, а постојат мал милион Да го песни. слушнеме кратко скримот. Не. Не, нека Не. биде изненаден. Зашто не? Изненадување да биде. Добро. За мојот роден. Го нема тој скрим, а постојат мал милион песни кои поседуваат, нели таков капат, не велам дека мора, но у секој случај ова сепак можеби 8 гала ако не се лажам поред, у која таа сигурно ќе се покаже во најдобро светло, според мене, но не со оваа песна, него со една другата. Оваа песна има многу корекции, текстот не е Многу си причината. долга. Добро, текстот не е причината за која јас давам осмица, затоа што и На да јас Боки и на Весна Бейби. затоа што и јас го читав текстот, но во секој случај имаше доста грешки и интонативни. Имам јас среќа да кажам за дека има интонативни грешки. Што е интонативно, тоа така натаму. Вау. Благодарам, извини Hvala, се като Viva. прекина. Love you, Марио. Love you И too. Мија? Јас деветка. Добро. Ја мислам дека пак исто ќе речем дека оваа песна не е баш она за Валери и фала Богу ќе ја слушнеме Валери во најдобро издание, се надевам оваа гала. Сакам нешто да кажам. Не знам зошто. Кој знае како да испее Валери македонска песна, мене не ми се допаѓа. Не ми се допаѓа, мислам за десетка, дека не ја гледам Валери, не можам да ја замислам некако кога пее македонски, кога
се обидувам да преведам во англиски да звучи, некако ми е најдобра, перфектна кога пее англиски. Истото се случува, не знам колку Не сте знам го прателе, Даниел Кајмаковски како изведувач. Кога пее на македонски, Не ми Не ја дава просеч. таа емоција кога ќе Ама, пее англиски, јас сум вау. Тоа мислам дека највише зависи од тоа што слушаш дома. Пример, ја дома слушам многу македонска музика. И Па, ова не да, го сигурно стварно тоа. слушам македонска музика. И можеби и заради тоа. Сигурно дека дефинитивно. таа се чувствува, зошто не ми ја пренесува, дека знам дека таа и сама се чувствува покомотно кога пее странско отколку македонски и тоа одма рефлектира. Битно е што вистински чувства да пее, дали јазикот помалку важен. Да. А осмица значи бесконечност, така да не се ви посекувам бесконечен успех кога ќе Не дојдете га од иначе дадов. оваа вила на иста адреса и се надевам дека ќе ме викате на концерти со Марко. Да ни ги водите концертите, може. Дај може. Ние концертите, па после ќе се добро. Не проблем. Ајде ни остана уште двајца надпреварувачи, Александра и Алмир. Да. Кој ќе ја затвори вечерта? Кој ќе Александра или Алмир ќе ја затвори? Се едно ми е. Кој ќе продолжи? Едно. Ајде. Еве Александра ќе продолжи, ја ќе бидам. Ќе ја затвориш. Таа е таа бутелја, таа е тешка состав. Тоа е таа фотеја. Само да ти кажам дека гледачите заприметиле дека Алмир секогаш се наоѓа на иста позиција. Така? Фала многу. И секојаш он дека стави. Која песна? Па се осеќам најкомотно во оваа. Каролина Птица Малечка, одличен избор. Ајде, Каролина или Александра вечерва на сцена на иста адреса. Многу добар избор. Ќе ви кажам два-три збора, така беше ко што мора. Една зима зиграла на тој ко птица дојде гладна. Немав ништо да му дадам, жолта дуња, бело грозје. Немав зборој да го лажам, морав само да му кажам. Бегај од мене, птицо малечка, бегај на време, не сум за тебе, како река сум, река без вода, како женка сум, мајка без рода, како песна сум. Песна без зборови за тебе се уште не испеана. Не знам зошто, не знам кога, за нас двајца нема Бога. Леже громо, ведро небо, цел ден мислам, јас на него. Немав ништо да му дадам, освен малку горка тага. Немав зборој да го лажам, морав само да му кажам. Бегај од мене, птицо малечка, бегај на време, не сум за тебе. Јас сум објазна,
Tamno nebo su, nebo bez pizza, kako žena su. Žena bez ljubav je nesretna žena. Ti begaj, begaj od mene. Аплауз за Александра. Има една песна од Каролина од овој албум што мене многу ми се допаѓа, е многу повесела. Пролет. Ето есенција. Ја имате во Тоа е од истиот албум. од истиот албум Македонско девојче, песна која што те крева. Значи, ја знаеш? Може? Пролет, лето, есен, зима, Алмир, знаеш да брзо сваташ на гитара? проаѓа, а 30-та година кај мене доаѓа. Кај ли те Господ прати, ти ме излажа. Имаш жена, имаш деца, а не ми кажа. Мој предлог, многу е весела, ама и немаш време да ја подготвиш. За во финале. Како? За во финале. За во финале, ако имате... Значи, мој предлог, песна која што... И ова е многу бава песна, нема ме сватиш погрешно. Или таа песна те дига. Така да, оваа песна ми е така. Сталожено. Се надевам дека не ги успавме гледачите во овој дел од вечерта. се успеат пошто више касно. Еднака предпоследна. Така да малце во и Алмир сега ќе ги Малце разбуди. дремка и Алмир сега ќе ги врати назад. Да, и после ќе се спијат. Ајде, имаш 10 од мене за изведба, така да супер, одлично. Јас Алмир? сум наред. Јас ки давам 9-ка. Зашто? Ки дадев 10-ка, ама значи цело време бев ваков, ја слушав, многу убава изведба, све перфект, ама почна да се смееш после и толку. Ми го расипа Добре, филмот. ја смеев со мојата изведба. Па ми го расипа филмот, фала ти Александра. Ништо повеќе. А се занесов таман, Валери држи 10-ка? Или? Греши? Да, 10. Погледни лошо. Зашто 10-ка? 10. Не, За. беше перфектна. да, Да, беше изведбата ти беше перфектна. н, само кога тука викам ми расипа све. Убаво се занесе. Убаво се знае. Да. Марија? Само што кога се цртам на кајниф и не можам да не се насмеам. Како да не се насмееш, видите? Али, затоа што изведува песна битолска пејачка или затоа што... Не, нема врска тоа. Искрено даде многу емоција, дури мене ми дојдоа солзи, морам да признам, али ќе кажам нешто технички. Значи, буквално на секој крај додава на народен трилер, што во оваа песна, баш во ова конкретно, мислам дека не треба да го попре за лајвот. Да биде Дечки, убаво е да се рамен баш тон, печат. да биде рамен тон, само последниот, најпоследниот од песната ми се допадна. Тоа вибрато. Меѓутоа, на секој крај, мислам дека не треба така да се допадна. Не се разбирам, не можам да те надополнам, но знам дека може да дадете ваш печат. Маца не е многу строга. Да, Маца е многу строга. Иначе, вистина, Стефан? 10 од мене. Очекувам. Само да се потруди до крај да го задржи вниманието страна на жирито во недела. Тоа мора се Ако испева, како ќе го... Марио? Поваќе. Десетка. Не очекувам Затоа 10-ка. што- Да. Ќе објаснам. Што ќе бидам покус. Биде помолам. Александра, у принцип имам голем проблем кога пее без микрофон, затоа што една од пејачките како што сум ја, мора да се слушам убаво, за да не кукам ушите да излезе све со гримаси и така натаму, и она е една од тие што мора да има микрофон и добро озвучување за да знае што пее и тогаш да биде точно интонативна и така натаму. Овде беше точно интонативна. Малце ми забегуваше моето внимание у тек на незината презентација, но е една од моите омилени песни на Каролина, која ги правеше со Ридјански во Македонско 961. Јас имав прилика да соработувам со Ридјански и знам колку тој човек вложува и пренесува емоции преку тие песни. И Целиот албум Македонско девојче Да. мене лично многу ми се Да. сега и знам да си го пуштам и да го слушам од почеток до Такоđe. крај, што ретко ми се случува на наш македонски изведувач да, да го Александра слушам. го долови моментот што кај другите ми беше као насочена критика, тоа е да ја задржи на емоција која ја очекував од истата песна, без разлика на тоа што Тука може би кликам беше стоп тивка. и кликам плей на Мија. Што Марио ако продолжи, Извини што те прекинувам. Јас давам 9-ка и како Деветка? измеѓу 10-ка и тоа. Нема
топ ја пее, не слушнав никаква грешка. Некако ја прв пат ја слушам песнава. Песнава е многу емотивна, ама ја Ние знаеш... прв пат ја слушаш песнава. Да, искрено. Имаш подарок CD од Каролина од мене лично. Дајте, молам, сериозно. Ми фали таква CD, например, и во кола и така. Ке се надоврзам со колава, некако песнава ми е да ја пуштам, да уживам возејќи, или да си лежам и да ја слушнам, но не знам колку е за сцена. Некако не е многу лагана, многу да заспиам, искрено, а иначе таа перфектно ја испеа. Не ја судам песнава дека топе, но не знам колку е за вокала, искрено. Некако, да не речам досадна, туку вака ми се зива цело време. Ја затоа ја предложив Позитивно, понашто ја предложив. искрено. Како се вика насловот на песната Пролет лето? Па мислам дека така. Да, и кога ја испеа, и велам што направи, зашто ова не ја Па не зеде. се сетив на таа претходно. Може би сме навикнати да ја видиме многу по... Во македонско опера и балет, јас бев на концерт во македонско опера и балет и верувајте дека тоа беше концерт каде што нека имаше душа, имаше македонско девојче емоција, како што ретко на кој концерт со таква музика може да се направи. Јас морам да кажам дека Скопска магла ми е омилена песна, една од омилените песни. Скопска магла, окей, да, ама Пролет лето ми е И ружа ружит. Значи нема, деветката е заради песната. запечатен. И последниот настап на сцената на иста адреса е на Алмир Исмаили со песната Да, Тоше. Тоше. Одлично ќе ја затвориме вечерта. Или проба на гала вечерта, одлично ќе ја затвориме. Да. Само Мислам дека има таму, а технички ако да можеш- се подготвам. Ако можеш пуштиш што повеќе глас. Тоше Боже чувај од зло. Да. И крајот она гласот до максимум. Пак преги ми во злата песна. Одоздола да право. Одоздола. Убава песна ова. Таа има очи кои ми ги знаат тајните, сите победи и сите порази. Таа има раце кои кријат цели светови и би умрел ја за тие преградки. И би умрел ја за тие преградки. Боже, не ми треба ништо друго, сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, да нема да се врати, чува ја од зло, да нема никој свој. Нема никој свој. Боже, чува ја од зло. Таа има усни, вкусни како зрела јагода, кои никој не ги багнува во јас. Кои никој не ги багнува во јас. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, та нема да се врати, чува ја од зло, та нема никој свој. Боже, нема никој свој. Боже, чува ја од зло. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова
stela i oči što gi znam. Bože, angeli od nebo prati, da nema da se vratim, čuvaja od zlo, da nema nikoj svoj. Bože, Bože, angeli od nebo prati, da nema da se vrati, čuvaja od zlo, da nema nikoj svoj. Nema nikoj svoj. Bože, čuvaja od zlo. Bože, čuvaja od zlo. Колку најубава песна одбрав. За ова сценскиот настап не беше заради Алмир, беше заради Тоше Марио, така. Да се разбере. Не ве издвојувам. Мола? Марија е професионална. Да, Марија. Ако е жири, е жири до крај. Ако е жири до крај. Значи, јас го обожавам се уште Тоше, за жал не е повеќе меѓу нас. Бев на последниот концерт на Тоше на стадион. Моето момче знам дека беше таков не можам, не идам и беше многу благодарен што го натера да појдеме, бидејќи му беше многу криво после тоа, многу брзо после концертот, мислам дека беше 10 дена после. така. Јас се уште се кам за тој ден, пошто мене на концертот на Тоше ми беше роден ден, 100 пати го имам кажано. И ми рече татко ми, ако сакаш роденденот да го славиш на концертот на Тоше, јас бев тоаш многу мала, бев затрескана по игротеки, поклони, другарчиња и слично, и му викам, ќе одам на следен концерт, сега сакам да го правам во игротека. Ми вика, сигурно си, а да одиш на концерт? Не сакам во игротека, го правам, кај Тоше ќе одам друг пат, сигурно ќе има уште многу концерти. Кога слушнав по 10 дена дека Тоше почина, ден денес не можам да си простам зашто не одев на концерт. Затоа тоа нека ви е поука, не оставајте за Ништо за утре, да. Она што може да го направите за денес. Така да оваа недела, нема да речете, следната ќе бидам боле. Може да ја нема. Не, таман работа, него може да не бидете, да немате прилика да бидете боле. Може да се заминат. Да. Алмир, Тоша ми беше идол. Имаш, морам мола? кажам. Мене Тоша ми беше идол и нема песна што не ја знам од Тоше, барем да ја пеам, не да ја свирам. И баш поради тоа ја ги осеќам многу лично песните, затоа што ја бев ја мислам дека нема затрескан, македонски изведувач кој што не се пронаоѓа во Тоше. За жал се уште немаме некој кој што неблагодарно е да се каже да го наследи, но немаме некој кој што барем малку Да го близок до... надмине. Нема да има, мислам, Ја- затоа што Да Јас бидеме реални. се надевам, знаеш ако кажеме нема да има, многу е безнадежно. нема да има, туку нема да има друг Нема. Тоше. Не треба. Може да има некој друг Не треба. што ќе има таква харизма и што народот ќе го сака толку, ама нема да има друг Тоше. Народот Тоа е. го сакаше затоа што беше многу Човек. искрен. Тоше. Значи, сите имаме некое лице позади и напред и пред камера, он беше и Да. позади и пред камера. Кој што е нашиот Марко, многу ми фали Марко. Да, Марче, Значи, Марко рече супер ќе дојдеш. Да додеш утре. Значи, поздравам нашиот Марко. Значи, Марко е ист и камера пред и позади. Така да, значи чисто сега глупаво е паралелата што ви ја давам, но сакам да кажам човечноста во однос на она што Да. го збориме. Имаш десетка од мене, Алмир, да не Фала. зборувам многу во овие доцни часови. Фала. Александра? 10 кон. Сало. Валери? Зашто, Валери? Имаше фалш. На тоа не. Не, на тој делот кај што беше кај Боже. Дари, покрај ние како ти мешавме со газињата, Тоа го успеа да го сгреши. видиш фалшот, значи. Не, да ми искрено. Беше Стварно, концентриран. значи беше на тоа Боже, каже беше он тоа го сгреши и пред тоа почна на пред рефрен тоа, он почна да го пее тоа Боже и па сгреши, па се врати на текстот. Тоа го сгреши и Марија? Јас ќе дам 10-ка, меѓутоа имам забелешка исто за фалш, али не фалш како дека нема добра интонација, туку мислам дека понекогаш става вибрато, тоа негово перфектно вибрато на места кои нема потреба да го стави
И на тие места баш ги прави тие фалшчиња, можда не полустепен или степен, али тој третина степен фалш. Ја мислам дека Алмир се труди да го покрие фалшот со такви вибрато. Е па понекогаш тоа вибрато Ја природно го пеам тоа, така прави да да не знам испее што фалш. правам додека го пеам. Добро, Стефан? Десетка? Десетка. Зашто десетка? Па песната, јас сум перфектно ја пеев кој секогаш на сите песни. Едино тој дека е Боже тоа што беше, али тоа не е ништо страшно, ќе се до недела ќе се До недела ќе биде перфектно, ќе биде така да нема потреба од Као хепи што беше друг бомбон. коментар. Дакле Марио Рангеловски А сега. дакле, Марио? Сигурно девет. Леле, знаеш дека ќе бидам деветка. Не, Мислам дека... забележа. Поради, да. Да не биде Тоа ако сака сите да... други што Хореографијата не беше Јас доволно. оваа вечер се сконцентрирав само на пеењето. Алмер немаше, според мене, не видов интонативни грешки у тоа Боже, не Боже. Видов у грешки од технички дел, прво сгреши, влезе прво погрешно тоа Боже, тоа ајде мање битно. После ти имаш специфично го пееш тоа Боже и не го држиш до крај. Кликам стоп и давам... Ова ден краток за да Те модам докажам. остави го, си измислил И, нешто а, ново. Ја ќе да го видиме. продолжам. Не, чек. Баш ова? Не. Убаво е да ми Onda ti кажеш. kaže se согласувам Ама со исто. Марио. Значи, и ме изнервира што не го издржа до крај, знам дека можеш затоа што ја пееше преиска песна. Треба да стави десетка за под. Па не, ја му ставам деветка за да има потеки да добијат сите останат и после 10. Добар, знам, Не не за знам нешто. како иде на оригиналот, ја уживо ја слушам. Баци, Затоа имаш нема- десетка, а за ова што го И види... многу е културно да му паѓаш збор пред да заврши. Епа, многу е Марио. културно да оставиш женска да чека 5 сата Па за извини, треба реченицата да твоја. седне на табуретката, па биди пред мен, па остави ја да бидам Ти па баш сега ти Не те знам дека е многу лошо да бидеш со коментари пред или после Марио. Да, секој треба на крај да се остави. Па прв ти случај мора да бидеш Јас или на пред. Марио ќе му ја предадам мојата професија водителска. Во многу прилики Марија сака да биде повеќе водител отколку пеач, но Па Марио сака да биде свежива и дива. или да не те споредувам со некого мултиталент. Марија, освен што знаеш да пееш, знаеш да збориш, дали знаеш да глумиш? Па имаш Глумата имав неколку, нели, имавме неколку проби Да, овде од тој певачка аспект, Снежана, окей. но тоа не значи ништо, никогаш не сум се испробал за да кажам што имаш знам, но проба на се во живот. па имам пробано да бидам водител и тоа добро ми иде, имам пробано да бидам пејач и Многу тоа е, добро многу ми иде. е глупаво да кажеме нешто дека добро ни оди сами за себе. Не, сметам дека има потенцијал, не дека сум ја професионалец, ниту сум Добро. ја затоа сум и овде, на пример. Ова е академија која не учам само пење, да го учам од се по нешто. Добро, значи си Така пробал да- да глумиш, да пееш и да бидеш водител. да Што ти е бидам следно водител. желба? Желба ми е да знам да играм цел живот затоа што се осеќам како некоја неподвижна штака. Мислам, допадна настапот кој мешаше со газата. Да, иако али ти- тоа беше само еден Не- сегмент, сакам Ама убаво да не имам. природно ти делуваше како да Може си би, да. вкочен и тоа го правиш затоа што знаеш дека така ти кажале дека треба да го направиш, али окей, Да. делуваш Но симпатично. сепак ти Кликам да. стоп. Мија. Десетка. А за тоа дали го издржи или не го издржи, дали беше пократко од тоа што го пее или подолго или порано или покасно, ја мислам тој дел е импровизација и пејачот може не мора да го испее котоше, може да го направи тој дел како што тој го чувствува и го сака и така да нема никаков проблем со тој дел. Се согласна. Не му даде собствен коментар, него се надоврза на некој мој, сега ми Нели ти реков? И Па ти реков дека ќе се Македонија, додека надоврзам, затоа нашите те прекинав. надпреварувачи меѓусебно се расправаат или коментираат за тоа кој каков коментар коментираше се мене, надополнил или не се надополнил, победник на оваа пробна гала вечер е Марија. Повели на сцената Марија. Да ти дадем еден аплауз. Аплауз, аплауз. И како се чувствуваш, Марија? Обрати се на македонската јавност како победник на како победник на пробната гала вечер. Па, многу сум среќна, затоа што мислев дека баш македонската песна која ќе ја изберам, нема да можам да изведам така како што ја сакам, затоа што цел живот пеам джез, некоја странско. Еве во една прилика пеев и Историја де un amor, шпанско, али постојано и постојано пеам странска музика. Ајде, затоа што ти И- си победник на оваа пробна гала вечер, одбери песна со која што сакаш да ја затвориме оваа пробна гала вечер. И Од сите овие заедно сега да те- или об? Не, некоја друга македонска песна што не ја пеевме вечерва, што мислиш дека ја знаат сите? Мислам од Тоше некоја. Ама некоја Не, од Тоше, весела од многу сме Тоше. здодавни, само Тоше Не? не пееме, не. Ајде од Каролина.
Која од Каролина? Може од Елена Ристевска. Која? Од Елена Која знаете Ристевска. сите? И сакам овде како Марија да се... Ајде, може, соберете. На иста Или на адреса, иста ја адреса. знаете? Да го видам и да го чујам тоа. Дали може вака да идеме сите во истата? Чекайте секунда. Исто место, исти луѓе, иста адрес. може и тоа да. Иста душа сме ти и Дали јас. имаме во таблет Марија? Имаме. Одлично. Срамота е да И не- македонска јавност, овдека се одјавуваме од куќата на иста Максимум адреса, но знам дека галата вечер ќе биде незаборавна не само за нашите надпреварувачи, туку и за сите вас пред малите екрани. Се надевам дека во овој дел од вечерта го задржавме вашето внимание, а сега ќе ви посакаме добра ноќ со ова номер. И идеме! Растев јас, не знаев за тага, преку песната